В недела во дворот на манастирот Свети Спас кај Пеклани, Сдруженијето Камени мост кое действува во регионот, по пауза од неколку години повторно ја организира традиционалната иселеничка средба, а под покровителство на општина Виница. Во официјалниот дел е најавено обраќање на градоначалникот Миле Петков, на црковни великодостојственици и на претседателката на Сдруженијето на селеници од овие краишта Камени мост Илона Захариева. За организацијските содржини и целта на средбата Захариева за ТВ Кочани изјави. Иселеничката средба е една манифестација, ние ја нарекуваме манифестација, оваа година ќе биде пета поред, веќе јубилејна. Тоа е обична забава, да речеме, со гости, со луѓе од странство и луѓе од Македонија, поточно наши иселеници во странство. Се одржи во недела на 7 кај манастирот Свети Спас во Драгобраш. Основната цел на средбата е да се видиме со луѓето кои што се овде. Значи, ние во летно време доаѓаме во Македонија, обично се сретнуваме со семејства, поблиски роднини, меѓутоа немаме можност да се видиме со сите луѓе со кои што некогаш сме живееле заедно, нели? Значи, основната цел е таа, да се сретнеме, да се договориме, да се видиме во една релаксирачка атмосфера. Предвиден е манастирски ручек за сите присутни на средбата и богата музичка програма. Оваа година забавниот дел ќе го покрие Анета Арцовски и групата Хармон. Оваа година даваме малку простор на, да речеме, не толку познати имиња од македонската естрада. Поради се поголемиот број иселеници од овој дел на државата, ваквите средби имаат се поголемо значење, бидејќи овозможуваат да се разменат искуства, да се истакнат одредени проблеми и потреби и да се воспостави поконкретна комуникација со локалната власт заради размена на идеи и иницијативи.